Добра е претседателските и парламентарните избори да се одржат заедно, бидејќи помеѓу два изборни циклуси државата ќе влезе во економско ризична стагнација, изјави денеска од Свети Николе Христијан Мицкоски. Она што цениме дека им одговара на граѓаните е фактот дека ако се заедно во случајов како што вие поставувате прашање, тогаш тоа би било многу подобро отколку да бидат одвоени, бидејќи периодот на економска стагнација ќе биде помал. Кога тие би биле одвоени, тогаш економската стагнација, тензијата во општеството и динамиката на многу процеси ќе биде успорена, ќе биде забавена. Затоа цениме дека ако веќе бегаат од предвремено соочување, тогаш цениме дека би требало да се намалат трошоците, да биде се поедноставно, да бидат заедно тие избори. За потенцирано зголемената владина активност, Мицкоски вели дека е само немоќ во пресрет на изборите. Немоќ и страф од поразот кој што ќе им се случи, а за кој што за неколку месеци од денеска ќе бидат сведоци, а уште поголем е стравот од одговорноста која што следи после поразот. Тоа е суштината. Затоа ова све го прават. Мислат дека на тој начин ќе го ублажат поразот и мислат дека на овој начин после формирањето на следната влада на ВМРО-ДПМН ќе бидат амнестирани со сите овие измени што ги прават во законите. Измените во кривичниот закон за Мицкоски е подготовка на власта за заминување во опозиција и чекор на некој начин да се амнестира од нејзините криминали. Се подготвуваат за опозиција. Мислат дека на тој начин ќе бидат амнестирани за сиот криминал кој што го правеле изминативе години, но мојата порака до нив и до сите оние кои што се надеваат дека на овој начин се спасиле од било која власт. Повторувам, од било која власт се лажат. Се лажат. Еден е политичкиот прогон и политичките случаи, друго е евидентниот криминал кој што се случува изминативе 6 години. Така што неколку пати повторивме и со златно знаме да го изгласат, идната влада на ВМРО-ДПМН има намера многу сериозно да ги истражи сите основани сомневања за сторен криминал изминативе 6 години и да ги изведе пред лицето на правдата политичките криминалци кои што на маката на народот се богатеа изминативе 6 години.